Добро вечер. Обично ретко одам во живо на Facebook. Знаете веќе редовно сум у тешки муавети, имам свој подкаст Cyber Команда, скоро 100 епизоди и во принципи немам толку време за обраќање во живо и така натаму. Све што имам да кажам горе-доле кажувам во подкастот. Така што многу ретко ја избирам оваа форма на Facebook. Меѓутоа, еве, вчера и денес се определив да се уклучам малку, затоа што имам вака посебна причина. Излегувањето на романот, мојот роман Загубената љубов на Марија, ме мотивираше да одредени работи ги кажам во видео со вас. Овде ми покажува Slow Connection дали добро ме слушате, ако може барем некој само да ми напише од присутните. Еве го, ја во меѓувреме ќе го покажам романот. Мислам дека добро се гледа. Во суштина, вчера имав едно кратко 5-минутно видео за романот и не би давел многу, значи не би досаѓал. Меѓутоа, вака денеска ми се случуваат многу чудни работи и сакав да ги споделам со генералната публика, со сите, меѓутоа и да остане како некакво видео сведоштво од овие 2 дена. Значи, нели, во вторникот најавивме дека ќе биде излезен од печат во среда, меѓутоа излезе четврток попладнето, практично вчера и денес. Вчера и денес нема ни 48 часа, тиражот е скоро распродаден. Значи, јас сум благодарен до смрт. Значи, не можам да ви опишам какво чувство имам. Скоро 30 години пишам книги, не знам точно ни колку книги имам објавено. Еве, позади се гледаат дел од моите книги. Меѓутоа ова, ваков прием, вакво побарување и ваква реакција, искрено не очекував и решив да го направам видеото за да изразам благодарност до сите. Овие 48 часа имам сериозен проблем да го пратам каргото. Значи, нема град од Македонија од кој што не е нарачана книга и тоа е, нели, име, презиме, број, телефон, додека тоа све се стави во Excel табела. Едноставно имав сериозен проблем да ги средам податоците за да ја испратам книгата на сите. Поздрав до професорката Мирјана, која што само што се уклучи во живо. Значи, останав затечен и да објавам дека тиражот е скоро потрошен. Видов дека во инбокс на месенџерот на Facebook има уште нарачки. Вечерва ќе седнам да ги работам. Секој што порачал ќе добие. Предпоставам дека другата недела ќе мора да нарачам нов тираж, затоа што овој тираж е готов, уште 10 книги. Така што морам да кажам дека сум затечен, не ми се веруваше дека ќе има ваков интерес. Инаку со издавачот мој говорев и он вели дека многу малку луѓе пишуваат во Македонија и објавуваат книги, така што веројатно е тоа, веројатно ние како народ, како нација. Фала, професорке. Фала, примерок за вас чувам. Ќе ви донесам на факултет. Значи, очигледно ние како нација немаме доволно книги, немаме доволно писанија. Народот наш бара, сака и така натаму. Од друга страна, и оваа љубовна приказна која што се одвива помеѓу Марија и Андон е само еден дел од романот. Внатре има многу историја, има многу истражувања мои и мои сознанија. Поздрав, Оли.
многу мои сознанија, односно тоа што сум го научил во текот на годините за поделбата на Македонија, за македонското прашање, за некои работи кои што генерално сите нас постојано не интригираат, бараме одговори, си дискутираме помеѓу себе, меѓутоа нема јавна дебата и науката не дава многу често одговори на тие теми. Затоа јас дадов некои можни размисли. Се разбира, ова е роман, во него има и вистински документи, но има и фикција. Значи, тоа е плод на некое мое гледање на работите и мислам дека начинот на кој што се одвива дејството ќе им биде, нели, на сите интересен. Она што еве ќе го направам вечерва и ќе прочитам еден мал дел ќе прочитам од книгата, можеби ќе ве заинтригира да ја побарате и да ја прочитате. Но предходно, еве што се деси. Денеска цел ден луѓе се јавуваат, значи 3 пати бев на кафе да однесам книга, за да евентуално малку се уштеди на тие што крајни купувачи, барем каргото да не го плаќаат ако се од Скопје. И ми беше убаво чувство да поразговарам со дел од читателите, да видам како размислуваат. Вчера, например, еден од првите купувачи вели, ја купувам за на одмор, ќе одам од 1 август. Ја му викам, ајде да видиме дали ќе издржиш да не ја читаш до 1 август. Синојка ми јавува, има печатна грешка на 80 и некоја страна. Викам, нели, од 1 август ќе почнеш да ја читаш. Вика, не можев да издржам. Мислам дека е денеска над 150 страна. Така што, тоа беше доживелицата за вчера, и за денеска сакам да издвојам една, и тоа ме измотивира да се уклучам. Бев задремал малку и ми пишува една господја од аеродром. Ве чекам кај Бисер за книгата. Немавме договорено точно време, него мојавето беше само поздрав за Ана, поздрав Маринела и мајка ми се вклучи, поздрав Татјана, Мајкл, поздрав на сите генерално. И господјата ми вика, ве чекам на автобуската станица во Бисер. Господјо, ако ме почекате за пола сат ќе дојдам. И јас на точак, имам електричен точак, викам, ќе извозам, тоа е најде околу 20 километри натаму и назад. Викам, таман ќе се размрдам и мерак ми е да ја однесам на жената книга, да почне да ја чита. И возам, поздрав Тале, поздрав и за Гордана, и возам, стигам во аеродром, и бидејќи не ја знам жената физички како изгледа, ми приоѓаат 2 жени. И ми викаат, ја бидејќи бев со точак, имам само ташничка, имав една книга у мене, пошто носам книга за жената, специјално идам за тоа да извозам точак. И ми вика, зарем нема 2 книги? Господје, викам, едно ми порачавте, едно ви донесов. Ништо, разочарување. И ми падна вака и убаво, и тешко, затоа што не успеав да ја однесам и на втората господја книга. И викам, ајде, добро, еве, позајмете една од друга или јавете ми се друг ден, ќе чувам еден примерок за вас. И возам назад, направив поголем круг, доаѓам во гаражата да се паркирам, SMS порака на телефонот од друга господја, да не ја именувам. Филип, јас бев таму на тоа место кај што ми кажавте, книга нема. Кај се наоѓате? Таму и таму. Ајде уште еден круг. Така што денеска направив 100 километри нааму натаму да ги носам книгите, да стигнат до сите. Не дека некаква заработка имам од тоа све. Најголем дел ќе отиде во режиски трошоци, односно за печатница, така натаму други трошоци. Знаете дека има многу трошоци. Сам ја печатев, сам ја платив, и тоа најмалку битно беше да излезе за да може да дојде до читателите. И затоа велам, окей, нов круг до државна болница, да однесам, ја однесов на жената да ја чита, и викам, сега ќе се уклучам да кажам патешествијата со книгата. Инаку,
сите што нарачаат да знаат дека каргото, мислам дека денеска 60 примерока прати. И списокот е да таму застанат, јас сум однел уште толку книги во карго и список, меѓутоа не може да стигнат да ги обработат. Пипаво е, треба да внесат податоци на сите и така натаму. Така што, ете, благодарам на сите што покажаа интерес за книгата. Ја просто не знам, стварно не знам што да додадам. Најдобро ќе биде тие што ќе ја читат, кога ќе ја читат да кажат мислење. Ја можам само да кажам дека дури и корицата си ја дизајнирав сам. Еве ја книгата. Благодарам на Мартина, издавачката куќа. Јас со нив одамна издавам книги. Трета моја книга која што е издадена таму. Они имаат разбирање, многу се добри со мене. Значи ми даваат добри услови, брзо ми ги лекторираат книгите и така натаму. Инаку во продукција на книги се може да биде сериозен проблем. И сега, значи, збор 2 за, ако имате трпение, збор 2 за книгата. Значи, ова е прв роман, пишував порано хроники, научни трудови, колумни, имам околу 300 објавено, говори, воведи во книги, анализи, се сум пишал, меѓутоа роман немам напишано до сега во животот. И оваа книга дури нема потреба или некаква јасна перцепција дали некогаш и ќе напишам роман. Едноставно не мислев дека можам да влезам во и таа форма на книжевност, бидејќи јас се занимавам со конкретни работи, истражувам конкретни работи или во политиката коментирам конкретни работи. Меѓутоа ова настана така една инспирација ми дојде. Сакав низ една приказка на обични луѓе, на луѓе кои што живеат во време и место кое што е за нас веќе страно. Значи, живееле во Македонија, меѓутоа тоа сега не е Македонија. Живееле во Солун, тоа е сега Тесалоники. Живееле каде што имало македонци, таму сега има многу малце македонци. Живееле во територија која што е подоцна поделена на повеќе држави. Случајни се тектонски поместувања, пореметувања, Прва Балканска војна, Втора Балканска војна, Првата светска војна и така натаму. Значи, практично живееле во времето на појавувањето на Натрешната македонска револуционарна организација, која што е формирана во Солун. Значи, нема баш некои многу примери во историјата да ослободителни организации се формираат во странство. Обично, кога се ослободувате од некој, се формирате на територијата која што сакате да ја оформите. Например, Палестинската ослободителна организација не е формирана у Мадагаскар или у Аргентина, него е формирана у Палестина. Иако не сакам да навлегувам у Палестина и Израел, проблемот си имаме ние наши работи за кои што нити зборуваме, нити истражуваме, нити пишуваме и така натаму. Јас затоа решив во една поинаква форма, бидејќи историјата е тешка за проучување, тешка е за читање, тешка е за ставање во една рамка, има различни агли, различни толкувања. Затоа решив практично да напишам популарно нешто, кое што колку е популарно, толку е и реално. Сега, не можам да ви кажам што од ова е вистинито, а што не е, што е фикција или што е моја размисла. Тоа ќе морате сами да го разлучите. За мене е успех тоа што сам полудеа луѓе од пишување, од звонење и цел ден и вчера цел ден ја разнесов и горе-доле отиде тиражот. Но ќе направам уште еден. Само вие читајте. Јас сум имал и се уште имам мислење, можеби е предрасуда, дека нашиот народ не чита.
сум имал мислење дека поради тоа што не навлегуваме со читање, со анализа, со размисли во многу работи, многу лесно сме предмет на манипулација. Ова сега што го видов ме разубедува, иако да речеме не е тоа некоја бројка тиражот да кажам леле каков тираж, па да паднам у несвес. Тоа се стотици, не се илјадници книги. Знам дека во околните земји, Бугарија, Грција, Србија, тиражите на популарните книги се у десетици илјади. Така што не е ова не знам што, но една мала победа затоа што некои работи кои што вака да ги кажувам или да ги повтарам 1000 пати нема да влезат во дебата, во дискусија или во размисла на голем дел од нашите сограѓани, на македонците и така натаму. Така што приказната ја започнувам во Солун, а ја завршувам во Атина. Предпоставам дека ова прв роман во македонската книжевност кој што е офанзивен. Ние сме народ во дефанзива. Ние се браниме постојано. Ние постојано објаснуваме. Ние постојано парираме на наш терен, на другите. Овдека главниот јунак е офанзивен, интелигентен, со титула и ќе ги стави на колена грчките политички елити во Атина со пристап. Сите планови ќе им ги помати и ќе доведе до кон крајот на романот, до откровение кај еден од ликовите кој што претходно мисли дека е грк, ќе доведе до откровение кој ќе свати дека е македонец и ќе се упати во територијата на поделена Македонија да се приклучи на внатрешната македонска револуционерна организација. А ќе бидат од иста крв, од исто месо, од исти род, со една од највлијателните грчки фамилии, познато презиме и ден денеска. Така што, мислам дека треба да го земете упредит ова четиво, пред се како нешто пака интересно, нетипично, како четиво, например, не мора да читаме странски автори постојано кога се сликаме на плажа за Инстаграм и за Фейсбук, нели? Можеме некој пат да се сликаме и со книги од македонски автори. Ја мислев нешто да читам, меѓутоа може би е доволно вака без да читам во ова видео. Поздрав и за Мери, и Ирена, и Билјана, и Наде, и Игор. Овде ми дава индикација на Фейсбук луѓе со кои што контактирам дека се вклучиле, па еве да искористам да ги поздрав. Значи мислев да читам, меѓутоа да не биде предолго видеото, еве 10 минути е доволно. Деновиве ќе издвојам неколку интересни парчиња, па ќе направим, можеби ќе направам уште едно видео. Она што еве со рака на душа, на срце, сакам да го кажам е благодарам на сите за интересот. Јас сум понизен и мощне задоволен и можете да видите и по мене една позитивна енергија ме мава, дека не е за џабе да седиш со сати и да пишуваш, дека има кој да чита во оваа наша држава. Ете толку. Сите вие што гледате, кога ќе ја добиете книга, дел од вас ја има по имиња, гледам нарачано, прочитајте ја, па пишете ми ваше мислење. Значи, уште еднаш, пред да завршам, излезе од печат Загубената љубов на Марија. Корицата би требало да е тоа Марија, како во близина на Беа Скуле во Солун, гледа кон пристаништето, кон замислена за работите кои што ја оптеретуваат.
дизајнот е извлечен од текстот. Значи, тоа што беше и е дел од текстот, може да се види во дизајнот. Благодарам на сите што ја порачавте. Благодарам на сите што се вклучите вечерва. Ви пожелувам убав викенд и се гледаме, се слушаме. Бидете ми добро.